Thank you. So one more opportunity. Денеска ја промовираме 100-та машина, вендинг машина на Пакомак во маркетот Кам во Гевгелија. Чест ни е што почнуваме да работиме со Гевгелија, бидејќи Гевгелија има голем потенцијал. Очекуваме месечно да се собираат околу 20 до 40.000 парчиња амбалажа, лименки и пластика, која ќе нема да заврши на депонија, туку ќе биде однесена на рециклирање. До крајот на годината ќе поставиме уште 10 машини, така да годината ќе завршиме со некаде 108 до 110 вендинг машини, од кои собираме од прилика 60 тона пластика и лименки секој месец. Почитувани медиуми, најпрво сакам да посетам топло добре дојде на амбасадорот на Швајцарија во Република Македонија, Кристоф Сомер, кој денеска е во посета на општина Гевгелија, заедно со извршниот директор на Пакомак, професор Филип Ивановски, оставивме работна средба во локалната самоуправа. Швајцарската амбасада во изминатиот период, изминатите години, учествуваше во реализација на повеќе проекти во општина Гевгелија и со логистичка и со финансиска подршка, и верувам дека ова соработка ќе продолжи во континуитет и во наредниот период. Денес сме во еден стопански објект во Гевгелија, каде што неодамна со проект на Швајцарската амбасада и Пакомак почна да поставена е вендинг машина за рециклирање на отпад, и најавувам дека во 2027 година и општина Гевгелија ќе учествува во овој проект со цел намалување на отпадот во нашата општина. Значи, како локална самоуправа даваме целосна подршка на ваквите иницијативи, и во таа насока и во изминатиот период бе реализирани повеќе активности и проекти за заштита на животната средина. Okay, hello. It's great to be here in Gevgelia today, especially because the inauguration of this 100th reverse vending machine is an important milestone, because it shows how we can turn an innovative solution into a functioning system that has the potential to work at the national level. Добар ден на сите, драго ми е што сум тука на оваа локација за инаугурација на 100-та повртна вендинг машина. Тоа е навистина голема пресвртница, бидејќи после да кажува како едно иновативно решение може да прерасне во функционален систем со потенцијал за примена во целата земја. So Switzerland supports this model because it combines innovative technology and private sector involvement with effective local government and active citizen participation. Швајцарија го поддржува овој модел затоа што тој ги обединува иновативната технологија, инвестициите од приватниот сектор со ефективно вклучување на локалната самоуправа и активно учество на граѓаните. So Switzerland is not just involved in purchasing equipment, we are also supporting the development of a sustainable system in which the packaging waste regains value and responsible waste disposal becomes simple and accessible to everyone. Па така можам да кажам дека сум горд дека Швајцарија не поддржува само набавка на опрема, туку помага во развојот на одржлив систем во кој отпадот од пакување повторно добива вредност, а одговорното постапување со отпадот станува едноставно и достапно за секој. What is really important is for these investments to continue and for the system to expand further. Close cooperation with all the institutions is essential, together also with a transparent, predictable and equal application of the rules for all participants. Со цел ваквите инвестиции војно да продолжат и системот понатаму да се проширува, неопходна е тесна соработка со институциите, транспарентна, предвидлива и еднаква примена на правилата за сите учесници. International support is most valuable when it complements local leadership. Меѓународната поддршка има најголеми вредности кога го надополнува локалното лидерство. This is how we can achieve lasting results, a cleaner environment and genuine progress towards a circular economy.
Само така можеме да постигнеме трајни резултати, почиста животна средина и вистински напредок кон циркуларна економија. Thank you. Благодарам.